Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија, а еве зашто ќе говориме денес со вас. Трогателна приказна, болно дете, фотографија што кине срце и број за донации. На прв поглед се изгледа вистинито. Но зад оваа наводна борба за живот некогаш се крие добро осмислена измама. Зошто толку лесно веруваме во емотивни приказни на интернет? Дали е тоа затоа што сме хумани или затоа што измамниците ги познаваат нашите слабости подобро од нас? Тоа се прашањата кои што денес Црвена линија ги поставува кон вас, драги мои. Верувам дека секој еден од вас ќе зема активно учество во ова денешно издание и ќе дадете одговор на нашите прашања. Секако кога сме кај прашањата, да ве потсетам дека имаме постојано во секој издание на Црвена линија и анкетно прашање, но анкетното прашање можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. Затоа заследете Црвена линија, нашиот профил на Инстаграм и секако профилот на Телма телевизија. Веднаш кликнете на Инстаграм стори, а таму ве прашуваме. Дали верувате на онлайн хуманитарни кампањи? Еве како изгледаме на Инстаграм стори, значи заследете не во овој момент ако не следите и дајте одговор со тоа што ќе кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Две опции се понудени, едната е да, другата не. Кликнете, се разбира, на одговорот, односно на полето кое што го содржи вашиот одговор, а стандардно Црвена линија ги сумира резултатите во проценти и ги објавуваме таму некаде кон крајот на секој едно издание, поточно по рекламите. Но денес оваа Црвена линија, пред да започнеме со вклучување на гледачи во живот, тоест вас, да го погледнеме и прилогот на Билјана Николовска. Македонското Министерство за внатрешни работи ќе го истражува телефонскиот број кој Телма го доби од измамниците кои крадат илјадници евра на приказна за болно дете која е лажна. Представувајќи се како донатори за лекување на наводно болно дете од тежок вид на рак, Телма контактираше со организаторот на кампањата, кој е известен Аврахам Спира, а телефонскиот број не одведе до американската држава Невада. И покрај денешните обиди, и ние како новинари да го добиеме ликот на човекот со кој комуницираме. Обидите беа безуспешни. Тој преку порака уште еднаш повтори дека само волонтира за собирање помош преку трансакции и донации. Од МВР велат дека има само 4 пријави во земјава и дека повеќе детали не можат да откриваат бидејќи случајот е во предистрага. Пред 2 дена Телма објави дека интернет сајтот за донации е на американската невладина организација Dawn of Child. На централниот регистар на САД стои дека председател е Аврахам Спира, а членови Јицак Грин, Дарија Волчкова и Олександар Зимнин. На наведената адреса во Флорида има куќа, дел од станбена зона, а во неа е регистрирана и невладина организација Sunshine for Kids, каде исто така председател е Аврахам Спира. Сепак, длабинската анализа покажа дека фотографиите и целата кампања се влече од израелска платформа Геев. Македонија не е единствената земја каде што се собираат пари за Даниел. Кампањата се е појавила и во Бугарија и таму веќе е објавено дека е измама. Проверката на Телма покажува дека фотографии од болниот Даниел биле пласирани и во Латвија и Германија и дека идентични страници имало и таму, но се блокирани. Во Словенија се уште постои сајтот за собирање, а Телма со дел од донаторите потврди дека се уште е активна кампањата. Истите видеа и фотографии се користат за сите земји. Донациите не се високи, но дневно измамниците собираат и по околу 500 евра, па и повеќе. Во моментов е активна уште една иста кампања преку истата невладина, наводно за болно девојче Марија, но таа засега не е достапна на македонски јазик и не е забележливо дека има донатори од Македонија. За двете наводно хуманитарни невладини можат да се најдат негативни коментари на интернет од луѓе кои разбрале дека се измамени за други претходни слични акции. И двете невладини имаат многу слични имиња на легитимни хуманитарни здруженија во светот. Сега е време да ве слушнеме вас. Дали верувате во онлайн хуманитарни кампањи? Како е вашето лично искуство? Како препознавате што е измама, а што не? И зошто толку лесно е според вас веруваме во емотивни приказни на интернет? Дали е тоа затоа што сме хумани или затоа што измамниците ги познаваат нашите слабости подобро од нас и при тоа ги злоупотребуваат токму за вакви дигитални хуманитарни
измами. Секако одговорот од вас го очекуваме и на социјалните медиуми, паралелно со вклучување на гледачите во живо на 023070005. Ви се отвара во овој момент можно се разбира и на социјалните медиуми, поточно на Facebook, активно да дадете одговори и учествувате во денешното издание на Црвена линија. Доволно е да го заследите нашиот профил на Facebook, профилот е Црвена линија, а еве како изгледа нашата објава таму. Секогаш низ фотографија или графика Црвена линија поставува прашање: дали верувате во онлайн хуманитарни кампањи? Тоа е она што очекуваме да го слушнеме и во живо, но секако и преку коментари. И кога сме веќе кај вклучувањето и споделувањето на вашите одговори, ставови и искуства, да потсетам да се држиме секако и до етиката на Црвена линија, а тоа е до пристојноста и културата во говорот. Да ги изоставиме погрдните зборови, навредливите зборови, говорот на омраза и секако говорот кој што алудира на насилство, бидејќи во тој случај автоматски се вклучува Црвената линија. Тоа важи и кога пишувате коментари. Се со цел да можеме да ги прочитаме јавно. Добар ден. Добар ден. Господине Руме, да. Прашање до вас. Еве, дали вие никогаш сте донирале во хуманитарна кампања објавена дигитално онлайн? Какво е вашето искуство? Јас донирав крв. Имам донирано на еден тетин мој. Така, но во однос на има ваквите дигитални објавени на социјални медиуми, хуманитарни кампањи, каде што се бара помош за лекување на деца пред се, еве, дали никогаш сте донирали, како препознавате што е измама, а што не? Ја и познавам измамите. Тие лажат преко на. Лажење е тоа. Јас донирав на секого. И на секого му помагав јас. Јас бев исто како покојни Тоше Проевски. Ја во село моје на сите им помагав. И доста имам дадено живот јас. На доста луѓе. Невразлично која е националност. Човекот е човек. Која било националност. Но еве кога се бара онлайн, значи на социјални медиуми објава за помош хуманитарна, дали донирате, еве? Како препознавате што е измама, а што е реалност? Познавам јас. И тие лажат. Некој лажат. Некој има што се паметни, ама некој лажат. Така е сега. Така е не. Имате се уште време? Од вас чекаме одговори. Се уште има можност да се доискажете. Не. Некој лажат. Некој се паметни, ама некој има не садлам. Добро, како препознавате дека некој лаже кога има онлайн објава за хуманитарна кампања и целта е да се помогне, донира на некое болно дете или лице? Видите, ја имам талент. Јас знам што се случува. Имам јас сум школован. Поздрав од Роме од Бижева. Така, добро, господине Роме, благодарам. И ова денешно издание на Црвена линија го почнуваме со вашето излагање. Една напомена да се држиме секако до темата и мислам дека секој еден од вас со оглед на експанзијата, активни сте, верувам, секој еден од вас на социјалните медиуми, неретко се случува да бидат објавени хуманитарни кампањи, жиросметки и се со цел да се помогне на некое болно дете и лице. При тоа следбениците, граѓаните треба да донираат средства. Но неретко знаат да бидат изложени токму на ваков начин на дигитални измами. Па како ги препознавате, ве? Како е вашето искуство во однос на овие онлайн хуманитарни кампањи? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Слушаме. Прво поздрав до вашата емисија. Благодарам многу. И многу е на место емисијата, пошто ваши измама на секој чекор. Јас да ви кажам искрено, прво ќе кажам дека фондот на нашата држава не е излегли во сусрет на нас постарите лица што плаштаме скапи лекарства. Јас лично плаштам 2 лекарства по 3000 денари месечно, што е прескапо.
никој не те шиша, ако имаш пари ќе си ги платиш, ако немаш пријатно. Од другата страна, овие лажни хуманитарни кампањи не можеш да ги препознаеш. И ако сакаш да помогнеш со телефонскиот број донирање 100 денари, и тука немаш сигурност. Све, ама не ми е јасно што прави МВР. Зашто МВР не се вклучи во тие хајки да ги фати, да ги пофати тие лажни кампањи? Тешко ние. Да ти кажам искрено, мала држава сме, али лажот измамата е на големо ниво. Благодарам многу за учеството, за вашите одговори и споделеното со гледачите на Црвена линија. Може би некој од вас малку подоцна се вклучивте во овој момент во Црвена линија. Ќе ве замолам да бидете активни кога станува збор на Инстаграм. Во тек на целиот овој ден е објавена нашата денешна анкета. Прашањето е дали верувате на онлайн хуманитарни кампањи. Заследете го нашиот профил на Инстаграм, како и профилот на Телма телевизија, а одговорете на следново прашање. Дали верувате на онлайн хуманитарни кампањи? Добар ден! Добар ден! Да, добар ден. Вака. Повелете. Не верувам во изумите. Тоа ти е исто како да веруваш на 100 години во Дедо Мраз се уште. Значи, нити информации имаат проверени, нити дојави. И најголема кривица тука, значи, ја сведувам на полицијата и на општото јавно обвинителство. Со тоа што, кога ќе пријавиш измама и случај, па не, тоа ти е ситни пари, тие се мало. Значи, луѓето дозволуваат и фактички институциите дозволуваат да понатаму тие криминалци се бават со таа работа. Фактички тие се соучесници и полицијата и општото јавно обвинителство. Доколку тие постапуваат и ги затвараат тие лице, значи тие лица имаат IP адреса и се во Македонија, пошто стават македонски броеви. Ако не се, значи кривичен под истрага ќе ги однесе до измамникот. Со тоа што тие лица ќе бидат затворени, а ќе се заштитат останатите лица од измами. Значи, ако сакаме да бидеме некој општество, да бидеме нешто во тоа општество, како ценете. Према тоа и хуманитарната помош која што некој му е потребна, овие лица ги доказуваат на тој начин. Затоа ние немаме многу добро. Пријатно и во денот сакам. Благодарам на секако и за учеството, но и подсетувам останете понатаму, следете го во издание на Црвена линија, бидејќи по вас следуваат и нови вклучувања, поточно нови одговори на денешните наши прашања. А ние ќе подсетиме, Црвена линија денес ве прашува, зошто толку е лесно според вас веруваме во емотивни приказни објавени на интернет? Дали е тоа затоа што сме хумани според вас или затоа што измамниците ги познаваат нашите слабости и неретко ги злоупотребуваат се со цел да профитираат, односно да бидеме изложени на дигитални измами? Како ги препознавате? Дали им верувате на онлайн хуманитарните кампањи? Дали сте направиле досега можеби пријава? Добар ден. Добар ден. Добар ден. И среќен ден. Среќен ден и вам, повелете, ве слушаме. Јас мислам дека овие онлайн таму што ги дават преку интернето за некои болни деца може да бидат и лажни. Но ние, како неуки граѓани, што сме од постарата генерација, веруваме во некои работи и може да донираме највеќе по 100 денари на телефон. Значи, сите работи што се објавуваат на онлайн не се точни. Некој пат се појавуваат тие хуманитарни потреби и на телевизија. И преку телевизијата се барат пари за некое болно дете, што како човек би требало да се помогне. Ама не е за сите исто. Некаде тоа затае. Човечноста кај луѓето повеќето затајува. Не само за хуманитарноста за децата болни, него и за постарите луѓе таа хуманост затае кај човеко.
Постојат луѓе кои не веруваат не само во ништо, него луѓе кои веруваат само во себе и се над сите други. И воопшто не го гаеле за другиот. Благодарам за споделеното и учеството во Црвена линија. Секако да ве потсетам, имаме уште едно правило кое што се врзува за временската рамка која е одредена за едно вклучување, тоа се 90 секунди, но како и секогаш во охрабруваме, доколку не ви се доволни 90 секунди, додека трае Црвена линија, секогаш сте добре дојдени за повторно да го завртите нашиот број. И уште еднаш ве потсетуваме, и уште еднаш и ќе покажеме, се разбира, заследете го нашиот профил на Facebook, како и профилот на Телма телевизија. Нашата објава денес изгледа вака. Прашањето е дали верувате во онлайн хуманитарни кампањи. Пристигаат првите коментари, така да и вако вие може би полесно или упорно не можете, вртите, а не можете да не добиете во живо. Секако коментарите ќе бидат споделени и прочитани, бидејќи тоа се одговори на нашите прашања. Добар ден! Добар ден, Тинче. Добар ден, баба Роска. Еве виднаш да преминеме на главното. Верувате ли во онлайн хуманитарни кампањи? Како препознавате што е дигитална измама, а што не? Како да препознаеме? Ја многу имам мерак. Јас имам многу мерак да дарувам. Ама еве сега ова ме предомислува. А како да приметиш дека е грешка? Јас постоело и порано, ама по-ретко, а сега е многу. Уште кога сум работела у фризерница, 2 сестри, детето умрено и дадо вака лажво и добија. Од секојаш постоело тоа, док постоje народ, се ќе постоje. И што да кажам друго, Тинче, кажам и прашам и да те одговарам. Еве, а како им успева на измамниците? Дали е тоа за тоа што сме ние? Тие се по-способни од факултетите што ги имаме луѓето. По-способни се, многу се спремни за таа работа. А еве, зошто толку лесно веруваме во емотивни приказни на интернет? Па веруваме затоа што сме добри, сакаме да подариме. И веруваме, ни изневеруваат. Што да правиме? Како да се заштитиме од тоа? И јас сама не знам, Тинче. Ако има некој, нек се јаве, нека каже. Како да се заштитиме? И да ти кажам, Тинче, имам нов телефон. Нов телефон. Добро е, одлично. Со здравје се го служите новиот телефон, а секако и добро е кога поставуваме вака јавно прашања, па дури кои доаѓаат од вас како гледачи, така да ова неретко не е само споделување на став, туку и една дискусија која што граѓаните имаат можност да ја развијат токму во Црвена линија. Продолжуваме понатаму, предност ќе дадеме на гледачите во живо и секако за многу кусо време почнуваме и со коментари. Бидете активни на Facebook, ве потсетувам, пишувајте, учествувајте, одговарајте на анкетното прашање за денес, а тоа е дали верувате во онлайн хуманитарни кампањи. Добар ден! Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Па еве, какво е вашето лично искуство со хуманитарни кампањи? А колку пред мене има? Што колку има пред вас? Дали е намален тонот на телевизорот? Да, намален е. Нека биде на нула, ве слушаме внимателно. Да, Тина, намален е. Така, еве сега ќе го објавиме тајмерот, па почнете. Еве, дали вие препознавате што е дигитална измама, што не е, какво е вашето лично искуство? Па не е намален тонот на Добар телевизорот. ден, Тина. Добар ден. Од моје лично искуство, Ама се слушам од телевизорот. Ве молам, намалете го тонот на нула. Ајде, продолжете. На нула ми е. Добро, продолжете. Еве пак го скроз е исклучено. Така, ајде да го вратиме тајмерот, ќе направиме отстапка. Еве, кој е вашиот одговор на во однос на дигиталните измами? Од моје лично искуство, овие хуманитарни кампањи
се 99% лажни, бидејќи го имам искусено тоа лично јас. Неколку пати имам пуштено за објавено преку медиумите помош. А еден ми зима после на телефонската редовната сметка ми наплаќа доста голема провизија. Исто и во банка имам уплатено за деца од етно село хуманитарна помош. И банката зима 50% од провизија на 100 денари, се карикирам, ми зеде 40 и нешто денари провизија. Значи профитира и државата, и медиумите, и сите тие Ајде во однос на онлайн хуманитарните кампањи? Така да некој има корист. Исто и на онлайн. Не треба да се верува и на онлайн измами. Зато и овде све е профит во прашање. Според вас од хуманитарни. Според вас зошто? Нема никаква хуманост овде, бидејќи тоа неколку пати го направи без никаков фидбек. Така, благодарам многу. Како што можевте да слушнете, ги слушнавме пред се одговорите од гледачката. Големо благодарам за споделеното во ова издание на Црвена линија, но можевте да ме слушнете и мене, што значи, иако не беше укажено дека е намален тонот на телевизорот, најверојатно не беше, бидејќи можевте, се разбира, мене од другата страна, се разбира да ме слушнете. Затоа и ви укажуваме, неверојатно важно техничко правило, особено важи за сите вас кои што ќе посакате за прв пат, а верувам ќе имаме такви да се вклучите во ова денешно издание на Црвена линија. Прва работа што треба да направите е целосно да го намалите тонот на телевизорот, значи на 0. Можете слободно и да го исклучите телевизорот, додека зборувате телефонски со мене, па потоа повторно да го вклучите како и да е. Зошто го велам тоа? Бидејќи ќе имаме ситуација како оваа предмалку. Гледачката ќе има чувство дека не е вклучена во програма, ние веќе ја следиме, ја слушаме и секако со задоцнување, бидејќи ќе има чувство дека некој друг зборува наместо неа. Ете, затоа бараме, се разбира, тоа е многу важно да го намалите, само ве замолувам тонот на телевизорот. И како што ви ветив, почнуваме и со првите коментари на прашањето на Facebook на Црвена линија. Дали верувате во онлайн хуманитарни кампањи? Еве што напиша Марко Поло. Не верувам, иако сум веќе подолго време во информатиката. Немаме никаква гаранција за веродостојност на тие информации и претежно ако сакам да помогнам во некоја хуманитарна акција, сам проверувам лично дали е вистина, па после тоа учествувам и баш поради таквите лажни информации и непостапување на полицијата за истакнување на лажни информации од страна на веќе оштетените лица, тие продолжуваат со измамите, со тоа полицијата и јавното обвинителство се дел од истите, доколку на пријавите реагираат, ќе спречат појави и оштетување на понатамошни измами. И кога некому навистина му е потребна помош, 90% луѓето ги гледаат со недоверба, едноставно ги прескокнуваат. Благодарам многу за Марко Поло. Продолжете, пишувајте и коментари. Секако и тоа се одговори нашите прашања, а веќе почнавме со нивно читање, така да бидете активни на Facebook. Ајде да слушаме во живо какви искуства ќе споделите со нас, дали им верувате на хуманитарните кампањи објавени пред се на социјалните медиуми, онлайн објавени, и еве, според вас, како препознавате дали ви успева што е дигитална измама, а што не? Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте, повелете. Ви благодарам. Пред се сакам да кажам дека не можеме да веруваме на никакви хуманитарни кампањи, затоа што убисници лаги се случуваат. Тоа се случува исто на мојот дет и мојата ќерка. Затоа што беа во емисијата Српска Бланка, предводена од Оливера Лазаревска и iCloud програмата, се собира парични средства, за да им се направи нов дом, кој мојот дед го има изгубено видот.
Мојата ќерка беше оперирана. А има 3 мали деца, Дамјан, Матеј и Клаудија. Со тие пари што се направи ништо. Се почна куќата само единствено мајка му на Ѓоко се заглави жената во кредити. Ѓоко ни ден денеска не е опериран. Треба поново да се оперира. Многу млади родители и без дом се и без се. И без пари. Пари ви исчезна, значи Джемал што е објавено емисијата, јавно предводена беше емисија, се. Джемал како се викаше точно, тој што ја прави куќата воопшто. Не ја доправија куќата. Сега да ве прашам и ова, бидејќи ова ни е многу важно, еве во однос на дигиталните хуманитарни кампањи онлайн што се објавуваат. Дали лесно ве препознавате што е дигитална измама, што не? Да, препознавам. По што се препознаваат измамите, еве, насоки од вас, вака од вашето искуство? По што се препознаваат со многу лажни фејсбуци, се објавуваат. Така, благодарам многу за споделеното. Јас уште еднаш ќе напоменам, правилото во црвена линија дека за едно вклучување време траењето е 90 секунди, но сте охрабрени, се разбира, додека трае црвена линија, повторно да го завртите нашиот број 02307-005 и секако да се доискажете, надополните, секако ќе добиете нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Подсетувам, продолжете, пишувајте коментари, бидете активни и на Facebook, навистина денес црвена линија. Сака од вас како граѓани, а верувам неретко и користите социјални медиуми, сте на интернет, па еве како дали некогаш сте биле дел од некаква хуманитарна кампања, сте донирале на интернет, како препознавате што е дигитална измама, а што не. Добар ден. Добро, ајде во продолжение секако напомена да бидете активни и на Инстаграм. Со оглед на тоа што навистина од вас сакаме, а неретко еве денеска навистина со појавата на социјалните медиуми некако граѓаните на целава оваа планета имаат пристап до многу информации, се објавува се нешто, па така се разбира се објавуваат неретко и хуманитарни кампањи од кои што следбениците, односно од луѓето се бара да донираат се со цел нели да се помогне на некое болно лице, на деца, така да навистина измамниците и те како знаат на сентимент што се вели да ги фатат луѓето и секако да ја направат таа дигитална измама и да извлечат средства кои што воопшто не се ниту наменети, ниту првично воопшто не наменети за она што се бара од луѓето. Добар ден. Добар ден и убав ден, Ангеле. Убав ден и вам. Па еве, какво е вашето лично искуство со хуманитарни кампањи на интернет? Мене ми е сумниво тоа искуство мое, затоа што ќе дадеш пари, ама нема да ги дадат кај што треба, ќе си ги стават во джеповите. Толку имам да ви кажам, пријатно. И многу среќа и радост да ти даде утрешниот Свети Димитрија, со радост да го пречекаш и со убаво и да ни трне напред таа златна Македонија. Толку ви благодарам и пријатно. Благодарам, многу покусено, сосема јасни во однос на оние 90 секунди кои што се предвидени. Сега го ви посакуваме и ние од нашата редакција секое добро и напомена останете и понатаму со нас, бидејќи црвена линија се уште трае. Неретко ке подсетиме се случува низ трогателна приказна, објава на слика, видео на болно дете, фотографија што кине срца, така да на емпатија се разбира голем број граѓани знаат се разбира да бидат измамени, да донираат средства, мислејќи дека помагаат во одредена ситуација, но најчесто тие средства всушност завршуваат на контото на измамниците. И со секако појавата на вештачката интелигенција неретко
се случува да бидат генерирани ликови, гласови кои што воопшто не се ниту реални, но да ја постигнат целта, а тоа е да ги измамат граѓаните. Какво е вашето лично искуство со дигиталните хуманитарни кампањи објавени на онлайн, како препознавате измами? Добар ден. Добар ден. Ти на повеќе говориш од... Па да, додека чекам гледач да ми вклучат. Еве сега вие ќе говорите наместо мене. Не сакам. Не сакате, добро. Ајде да видиме кој од вас се разбира наназад еве годините сте сакале да помогнете, да донирате во онлайн хуманитарна кампања, па еве сте биле непријатно изненадени и сушност сте биле изложени можеби на измама. Како ги препознавате? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали сум на линија? Да, вие сте, ве чекаме, повелете. Благодарам, бака. Прво е, значи, донирам, давам, помагам, меѓутоа, дека некој ги препознава овие што, значи, ги прават овие лажни мејлови, нема нијде што може да ги препознае. Овдека е вештината на оној кој што го бара тоа, ќе напише таков текст кој што ќе те трогне и сакал нечел, значи кога ќе видиш се работи за дете, за инвалид, за сега помина со 100 метра, помина се вториот пат, ќе има поголем успех, ќе оди нормално и сето тоа, ти е мерак просто, значи да му помогнеш на болниот да успее во лекувањето. А дали вистина е болен, дали вистина има проблеми, со здравствени проблеми, со одење, со стоење, што таму, дали со лекарства, фактички ние не можеме да ги препознаме. Секој кој вика да ги препознава, да знаете дека не е искрен или стварно онака ноншалантно го кажува тоа. Ја лично, еве, толку сум писмен, рачунал сум, значи едуциран, меѓутоа, кој ќе прочитам текстот, што да мислам повеќе, ако значи нека особа, значи стварно зависи од тие пари и треба да му помогнеме. Сум помогал, ќе помагам, додека можам колку можам. Да има што може помалку болни, што има помалку зависни од нас граѓаните. Благодарам што земавте учество во Црвена линија и дадовте одговори на нашите прашања. А секако, еве, Црвена линија несомнено ја постави оваа тема. Инспирирани сме од последните случувања, поточно од една трогателна, но лажна кампања за собирање пари за болно дете, која што се шири на социјалните мрежи, креирана со помош на вештачката интелигенција. И токму Телма телевизија открива дека се работи за меѓународна измама која води кон израелска платформа, а комуницираше Телма телевизија и со организаторите. Така да Министерството за внатрешни работи е информирана, пријавено за оваа дигитална измама, а истрагата е во тек. И не случајно граѓаните, а нашата земја навистина е препознатлива по тоа што имаме граѓани кои што секогаш сакаат да помогнат, особено кога се станува збор за деца кои што се болни, на кои што им треба помош, операција, било каква финансиска помош. Тука измамниците, особено во последно време со генерирање преку вештачка интелигенција, како знаат да создадат веродостојни, многу близко до реални хуманитарни кампањи при кои што граѓаните донираат. Сега, колку вие сте имале можност, дали вие имате пракса да донирате во вакви онлайн хуманитарни кампањи, како препознавате што е дигитална измама, а што не? И дали им верувате на ваквите хуманитарни кампањи кои што се објавуваат онлайн? Ве подсетувам, пишувајте и коментари, бидејќи и нив ќе ги читаме. Да видиме дали имаме некој. Добар ден. Најверојатно денес ќе имаме повторно од оние малку подолги паузи од еден до друг гледач, па тоа ќе биде доволно објаснување да не седиме во тишина, односно затоа јас зборувам додека очекувам ново вклучување. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден.
Јас добивам знак, информација дека имаме некого на линија, но најверојатно што се блокирали линиите, што се случи? Добро, ајде да преминам, имаме ли? Добар ден. Ало? Па добар ден, поприлично долго ве почекавме, повелете. Па само што се уклучив, не ме чекавте мене. Така, повелете. Па добар ден, сега кусо е времето. Но сакам да кажам, значи многу е интересна темава и прв пат во живот се јавувам на емисија, затоа што малку и ме тангира. Значи и јас сум родител на дете со посебни потреби, што е потврдено, каде што треба многу луѓе тоа да го потпишат и тешко работите. Не кај мене. Но познавам многу такви. Сега, малку ќе ја сменам темата. Значи, не збориме за онлайн кампањи. Ретко тој што има такви деца, бара некоја помош, а е препотребна. Јас имам неколку пати во животот донирано на луѓе така преку интернет, меѓуто луѓе што ги познавам. Не знам дали ми разбира, каде што знам, им го знам проблемот. Премногу луѓе постојат, поготово со деца, не знам дали знаете дека преку 50% од родителите што имаат деца со попреченост, со аутизам или било каков проблем, се разведени и се самохрани родители, дали мајка или татко, неделно. Кога ќе го чуваш детето, поготово ако имаш уште плюс 1-2 деца, кога ќе одиш на работа и како ќе ги платиш терапиите и третманите што се потребни. Јас кај моето имам резултати. Сум успеал некако. Меѓутоа познавам премногу што се во стварно многу тешка позиција. А тие не ги гледаме на Facebook, не ги гледаме на телевизија. Благодарам многу за споделеното во Црвена линија. И особено благодарам и ве драго ние што бевте заинтригирани од темата и за прв пат се вклучивте во Црвена линија, можеби за прв пат во контактна емисија. Верувам не и последен пат. Добре дојдени сте и за нови 90 секунди, еве и тоа да го кажам, додека нели чекаме во овие малку подолги паузи од еден до друг. Предвидени се 90 секунди бидејќи е пресметано целото време во кое што трае Црвена линија за да можеме да слушнеме повеќе гледачи, повеќе различни одговори. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, ве слушаме, повелете. Вака, дека вистина има многу важни хуманитарни кампањи и то премногу. Се не знае човек на кого да помогне, на кого да не помогне. Носат некои документи, па ова што се случува на Фейсбук, да речеме, дори замислете, па испраќаат некои работи да му порачаш, а никако после да има телефон, например, да се пожалиш дека нештото не е тоа, дека нештото не се совпаѓа со тоа што порача, а кого ќе го најдеш? Ја мислам тука дека најпоќе државата треба да поведи рачун за таквите луѓе, бидејќи што лажат, така да речам, бидејќи многу лесно можат тие да најдат, затоа што, например, Министерството за внатрешни работи има увид кој од каде се јавувал, што правел. Значи, просто да ви кажам и да сака човек да помогне, не знае на кого да помогне. Многу лажни хуманитарни кампањи. Така да не можеме да се оградиме како граѓани, реков, не знам на кого да му помогнеме. Дали на вистински пат, вадат некои документи, вадат разни лекарски уверенија. Просто ми е чудно. Измами премногу, поготово на онлайн. Тоа е нешто невидено. Неќам во подминати години сум, неќам па да гледам, веќе ми е стран на Фейсбук, што веќе се нуди за не знам да се изразам инаку, сексуални работи. Она е странно да се слуша, бе, Тина. Не знам кој треба за ова да преземи.
акција и тоа да се сузбија. Срамота е, нема смисла, стварно срамота е. Благодарам многу за споделеното со гледачите на Црвена линија. Само уште еден коментар. Јордан Ѓоргиев напиша, само момент, напиша: не верувам и не треба другите да веруваат. А што не се проверуваат е прашање за Министерството за внатрешни работи, а туку се замешани провайдерите. Може би си ги делат донациите. Благодарам и за Јордан. Време да ги погледнеме рекламите. Не се оддалечувајте премногу, бидејќи ќе следуваат и резултатите од анкетата. Почитувани, тука останува секако да ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми. Секако што се однесува до Црвена линија профилот и профилот на Телма телевизија, од понеделник повторно пред вас ќе бидат поставени нови теми кои што се за граѓаните и од граѓаните, а што се однесува и за анкетите. Не заборавајте секако да бидете активни и да учествувате во секоја една објавена на Instagram стори. И како што бива со технологијата, нели, кога станува збор за дигиталните предизвици, понекогаш дали од интернет или што и да е, не сме во можност за да нешто симнеме и покажеме, но тоа не значи дека резултатите од денешната Инстаграм анкета на Црвена линија нема да бидат објавени на Инстаграм стори. Така да кликнете еве во овој момент на Инстаграм профилот на Црвена линија, профилот на Телма телевизија. Таму ќе ги објавиме резултатите, а секако ќе ви се заблагодариме за ова денешно издание кое што го креиравте вие. И една напомена. Навистина во последно време треба да бидеме и како внимателни. Да, ние сме народ кој што се грижи, љуби, подарува, дарува и така натаму, но секако има и голем број измамници кои што неретко дигиталниот простор го користат токму да на сметка на емпатија и грижа ги измамат граѓаните. Бидете внимателни, гледајте Телма, бидејќи она што следува е Нексус со Игор Трајковски. Пријатно од мене.